Многу се гради и многу се заработува на сметка на јавниот простор во главниот град. Во зградите ке нема кој да живее, оти не се очекува толкав пораст на население. Во урбанистичките планови се импровизира со нагли решенија. Отсуствува сериозна стратегија за развој и изградба на градот, предупредуваат урбанистите. Скопје се гуши од згради, при чија изградба се уриваат сите стандарди што пропишуваат минимум услови за хумано живење. Најважни се инвеститорите, а не јавниот интерес. Скопје има проблем како и други градови, не само Скопје, што предимство им се дава на приватните инвеститори, а не на јавниот интерес. Планирањето на град и целиот оној систем на урбанистичко планирање постои за заштита на јавниот интерес. Ние тоа сме го заборавиле, не го следиме, затоа што, знаете, капиталот сам ќе се избори за своето право, меѓутоа јавниот интерес, граѓаните, преку локалната самоуправа и до изготвување на планови, треба да си ги остварат своите права за добар град. Речиси нема населба во Скопје во која атрактивните локации не се узурпирани. На многу места се гледа несоодветно растојание меѓу две соседни згради, па балконите се речиси залепени еден до друг, исто како и прозорите на собите. Нема доволно паркинг места, иако регулативата е по повеќе од едно паркинг место за еден стан. Прашање е дали некој ги погледнува прописите за дневна светлина и за зеленило. По самостојувањето од поранешна Југославија, Македонија ги напушти поранешните стандарди и нормативи и воведе своји, но не ги препиша добрите и не ги дополни постојните. Главни виновници за хаосот во Скопје се урбанистичките планови, регулативата што често се менува и деталните урбанистички планови, кои исто така често се менуваат. Јас лично мислам дека урбанистичкото планирање напротив треба да се справи со притисокот од таа економија, од тој слободен пазар, од желбата многу да се гради, многу да се заработува и да се заштитиме сите да ни се обезбедат основните услови за живот. Што значи тоа? Да имаме солидна инфраструктура, да имаме солидна сообраќајна мрежа, да имаме солиден јавен транспорт, да имаме солидни јавни простори. Она што Скопје го губи во овие 20 години се јавните простори. Одговорноста за честата промена на урбанистичките планови е на градоначалниците и на советниците на општините, кои под притисок на политичките и финансиските моќници вцртуваат маркици кај ќе им текне. За архитектите е проблематичен и целиот проект Скопје 2014. Асоцијацијата на архитекти ги побарала од Министерството за транспорт и врски техничката документација и проектите за Скопје 2014 за да направат стручна анализа на објектите. Проектот го влоши и онака очајниот урбанистички хаос. Спомениците се трупаа без мера и без никаков осет за естетика и архитектонска логика. Стотици бронзени и глинени статуи на антички и пајонски кралеви, на светци, комити, пејачи, политичари, понекој партизан, беа нафрлани во центарот, беа поставени нови помпезни мостови, триумфална капија, фонтани и бродови. Скопје 2014 му даде неавтентично лице на градот, директно го попречува струењето на воздухот, со што го зголемува загадувањето и ја чини државата половина милијарда евра. До пред 10 на 15 години не било пракса по 10, 20 и повеќе пати да се смени и да се интервенира во еден детален урбанистички план. Тоа е сериозен проблем и мислам дека Скопје 2014 во последниве години е само резултат на сето она што се има таложено во минатото. И секогаш се водело сметка на одреден број на згради да има одредено зеленило. Растојанието помеѓу објектите да биде која пристојна раздалеченост. Нормално е тога во централното градско подрачје секогаш густината да е поголема во однос на како одиме према периферијата и тие се менуваат колку е дозволено. Меѓутоа секако впечатокот општи е дека се повеќе и повеќе се узурпираат зелените површини на рачун на просторот за градба. Скопјани, ако се смета според пописот од 2002 година, имале 12,7 квадрати зеленило по жител. Од тогаш досега уништено е огромно зеленило, па сега состојбата е уште поочајна, но нема официјални бројки за тоа. За споредба, Љубљана има 542 квадрати на урбано зеленило по жител и 80 квадрати ново создадено зеленило.
За урбан стандард се смета дека 25 квадрати зелени лопожител е доволно за здраво и хумано живеење. Во Генералниот урбанистички план на Скопје е предвидено градот до 2020 година да има 18,5 квадрати зелени лопожител. Препораките на стручната фела се бизнис интересите во јавниот простор да се сведат на минимум во однос на досегашната практика, да се подигне нивото на изработка на урбанистички планови, да се земаат предвид забелешките на граѓаните и на урбанистите и да се носат оптимални решенија што ќе траат повеќе од половина година.